Добар ден, драги ученици! Моето име е Патарова Зорица. Јас сум наставник по македонски јазик во Основното училиште Јохан Хајрих Пестолаци во Скопје. Заедно со мене денес ќе земеме една нова наставна единица, поточно ќе учиме за класификација на лирските песни според мотивот или за пејсажни лирски песни. Ќе ве замолам пред да започнеме да се земете една тетрадка и некое средство за пишување. Како и за секоја наставна единица, пред да започнеме со новото, да повториме за тоа што го имаме учено. Под 1. Што представува лирика? Лириката представува еден од трите литературни рода покрај епика и драма. Од каде доаѓа зборот лирика? Зборот лирика доаѓа од грчкиот збор лира, што означува вид музички инструмент. Што ја сочинува лириката? Лириката ја сочинуваат лирските песни. Како според мотивот се класифицираат лирските песни? Тие се класифицираат на патриотски или родолюбиви, љубовни, хумористични, пејсажни и социјални. Ако си го поставиме прашањето, што се опеува во лирските песни? Одговорот кој што треба да го добиеме е: во родолюбивите патриотските песни се опеува љубовта или почитта кон татковината. Во пејсажните песни убавината на природата. Во љубовните песни се зборува за вечната љубов или за невозвратената љубов. Во хумористичните песни се зборува за некоја и за исмејување на некоја човечка особина, например мрзеливоста. Додека пак во социјалните песни се пее за социјалната неправда. Сега, често пати во лирските песни може да се сретне и преплетување на мотивите. Што значи тоа? Тоа значи дека една лирска песна може да има повеќе видови на мотив. Например, во патриотските или во пејсажните песни можеме да сретнеме и љубовен мотив. Како што кажав, денес ќе учиме за пејсажни лирски песни. Најдобар начин да научиме што значи пејсажна лирска песна е преку пример. Затоа, денес како прв пример ќе ја земеме песната напишана од Јован Стрезовски "Доцна есен". Песната се наоѓа на 13-та страна во учебникот. Овде може да си паузирате и да си ја прочитате убаво песната, додека јас директно ќе преминам во анализирање на песната. Како што кажавме, за да направиме една добра анализа, вие и заедно со мене треба прво да откриеме што е мотивот или кој е мотивот во оваа песна. Ако знаеме дека мотивот е она што го поттикнало авторот да ја напише песната, ќе сватиме дека од кога ќе ја прочитаме песната, дека кога станува збор за доцна есен за оваа песна, мотивот на Јован Стрезовски, написателот, му била љубовта кон природата. Стих и строфа. Кога станува збор за анализа на песната, секогаш треба да ги изброиме колку строфи има самата песна. Ајде да се вратиме назад и да видиме. 1, 2, 3 строфи. Колку стихови има секоја строфа? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Значи, гледаме дека Доцна есен е песна или поема со 3 строфи со по 4 стиха. Стилски фигури кои што ги имаме учено сега за сега се епитетите. Да ги извадиме епитетите. Јас извадив неколку, вие може сите да ги извадите. Брезите бели, црната стреа, копија голи, планинските поли и така натаму. Која е пораката кој што авторот ни ја пренесува преку оваа песна? Пораката е да ги видиме убавините на есента. Да научиме да ја почитуваме природата и нејзините годишни времиња. Дојдовме до најбитниот дел од оваа лекција, поточно карактеристиките на пејсажните лирски песни. Лирските песни во кои се пее за љубовта кон природата, за нејзините убавини, за истакнати места, например како планини, како села или слично, се викаат пејсажни песни. Според создавачот, пејсажните песни можат да бидат народни и уметнички, но најчесто се создадени од автор и се уметнички. Основен мотив во нив е љубовта и почита кон природата и нејзините убавини. Овие песни најчесто се напишани во строфи и стихови или поинаку се вика врзан стих, но можат исто така да бидат напишани и со слободен стих, односно да немаат строфи. Јазикот во пејсажните песни јасен, сликовит, богат со епитети.
но и други стилски фигури кои што допрва вие ќе ги изучувате. Компарација, метафора, градација, хипербола и така натаму. Сега, за да сами да пробате дома да анализирате една песна и да пронајдете всушност за каков мотив станува збор, колку строфи има, колку стихови, овде ви ја дадов песната Зар не е од Васил Куновски. Јас ќе направам кратка анализа, вие овде можете да си паузирате и да си направите собствена анализа. Анализа на песната Зар не е од Куновски. Мотивот исто така можеме да видиме од кога ќе ја прочитаме дека станува збор за љубовта кон природата. Песната има 4 строфи со по 4 стиха. Стилските фигури, поточно епитетите, кои извадив неколку, вие да си ги извадите сите. Гората лична, душата полна, реката мила, славеот гален и така натаму. И за крај, која е пораката? Пораката е да ги видиме убавините на природата. Да научиме да ја почитуваме самата природа. Дојдовме до крајот на оваа наставна единица. Имате задачи за дома напишани, ќе ве замолам секој од вас да си ги реши или да ги одговори сите 3 прашања. Првото прашање. Посочи го мотивот во строфите што следат. Подвлечи го лирското јас доколку го има во строфите. Запиши ги поодделено стилските изразни средства, епитети од двете строфи. Ви благодарам на вашето внимание. Се надевам дека ова кратко објаснување ќе ви помогне за да сватите подобро што значат пејсажни лирски песни. Довидување.